Од ова место во изминатите неколку години давам неколку изјави и сите изјави ги почнувам со истите зборови. По кој знае кој пат се чисти оваа депонија и за жал еве денеска повторно сме тука, повторно во соработка со Македонски железници, фирмата која ги изведува градежните работи на оваа локација на пругата. Правиме една заедничка акција со јавното претпријатие Чистота и зеленило од Куманово за рачистување на оваа депонија. Како и секоја година упатуваме апел до граѓаните да се воздржуваат од фрлање на отпад на оваа локација. Она што се наши информации, кои што стигат до службите на јавното претпријатие, дека претежно оваа депонија ја создаваат оние диви превозници со импровизирани мотокултиватори и такви возила, кои што при собирање на отпад од граѓаните од домаќинството ја користат токму оваа локација за да го исфрлат сметот, иако имаат можност да одлагаат смет и на самата градска депонија по повластена цена. Како јавно претпријатие направивме неколку обиди за спречување за создавање на оваа депонија. Општина Куманово имаше и поставено и детско каче, се со цел надевајќи се дека ќе ги одвратиме оние несовесни граѓани од несоодветно одлагање на отпадот на оваа локација. Како јавно претпријатие на долниот дел од оваа страна имаме поставено неколку контејнери, кои што иако обврска на јавното претпријатие беше да се исфрлаат 2 пати неделно, овие контејнери се празнеа секојдневно, па дури и се случуваше неколку пати во текот на денот. За жал, по некое време на контејнерите првично им беа извадени тркалцата, за да утре дента комплетно бидат запалени самите садови за смет. Ние како јавно претпријатие пријавивме во кај надлежните органи, односно СВР Куманово. Истите беа заменети, беа донесени нови садови за смет и пред месец дена повторно истите садови за смет беа запалени и ние како јавно претпријатие веќе немаме ниту можност, ниту капацитет без помош од надлежните органи да се бориме со ова појава која што се случува тука.